Добро, во текот е постапката за селектирање и избор на заеднички кандидат. Вечерва ќе имаме доста и телефонски контакти и други видови на разговори со нашите секретари кои што се во комуникации со органите на политичките партии со кои што разговараме, за да видиме дали има евентуално исчекор, можност да се дојде до заеднички кандидат. Информациите ми се позитивни, да сме многу далеку. Верувам дека и мињата ќе бидат конечната причина за изнаоѓање на заеднички кандидат. Прв пат вечерва Социјалдемократскиот сојуз прави прв координативен состанок за да ги воспоставиме принципите, да ги согледаме извештаите од општинските организации кои што номинирале, само кандидирањата кои што се стигнати сите, за да можеме да почнеме со постапката и процедурата на подготвување на Конгресот, кој што е конечен во донесувањето на одлуката како највисок орган на Социјалдемократскиот сојуз. Во такви околности јас верувам дека за неколку дена би требало да бидеме подготвени, знаејќи дека Конгресот е во недела. Ќе останеме целосно внимателни, заради тоа што сме посветени на заедничка анализа, на осознавање и изнаоѓање на заеднички кандидат со сите политички субјекти, заради тоа што само така има шанси еден ваков процес и да успее. Утре имате сред вас Ахмети, председателот на ДУИ. Дали сте оптимист за заеднички кандидат за председател? Јас не ги знам на вистина поради големите обврски овие денови, доста гости се присутни во нашата земја и поради 15 години од смртта на покојниот председател Борис Трајковски, но и високи делегации како министерот за надворешни работи на Франција и многу други делегации кои што беа присутни. Утре прв пат и ќе имам информации за најголемиот партнер во коалицијата за ставовите. Верувам дека тие веќе разговарале, имат веројатно и своји становишта. Сигурно, ако разговарале во функција на заеднички кандидати, имат и имиња. Ние споделивме наши анализи, тие имат своји анализи исто така направено. Утре, додека траат пратеничките прашања, во тие термини ние ќе оствариме и самата средба на која што ќе имаме подетални информации за тоа дали е возможно, СДСМ и ДУИ, а секако и сите други политички субјекти со кои што разговаравме, да дојдеме до едно заедничко решение за кандидат за председател на Република Северна Македонија. Дали последните случувања во собранието ќе бидат тема на дебата со Ахмет? Тема ќе бидат вечерва на дебата, а ќе видам од вечерашната дебата што ќе произлезе за дали тоа да биде тема на дебата утре со Ахмет. Според вас што се случило во собранието? Сите видовме што се случило, јас дадов своите коментари. Ние сме политичка партија која што е одговорна политичка партија, сакаме принципиални одлуки, сакаме еднакви одлуки за сите. Градиме едно општество за сите. Тоа значи дека ако досега парламентот носел одлука за секој пратеник, да му овозможи на правосудството да носи одлуки како за пратениците, така и за граѓаните подеднакво, тоа требало да се случи и со господинот Трајко Велјановски. Ги знаете нашите ставови, беа соопштени од официјалните лица од парламентот, пред нашиот координатор. Денеска ќе ги знам и детално сите работи што се случувале, самите причини, заради тоа што и коалицијата не е создадена за еден ден. Коалицијата има свои стратешки определби, заедничка програма на владата. Ќе сакаме да ги слушнеме и аргументите од нашите партнери, за да можеме на крајот да носиме и судови, односно заклучоци по ваквите прашања. Драго ми е што се што се случува јавно, транспарентно, граѓаните знаат за односот на сите, но истовремено секако можно е да констатираме одредени слабости од кои што нема враќање, а може да констатираме дека се тоа дел од секојдневието каде што се случуваат грешки, одредени причини или слично, но не се причина за растурање на коалиција или слично. Така да крајности се можни секакви да се случуваат, но да им дадеме шанса на аргументите и да разговараме заедно сите како што личи во едни демократски партии како што е Социјалдемократскиот сојуз. Барате одговорност ако некој е изгрешил? Од мене може председателот на собранието да бара одговорност, јас председателот на собранието не можам да барам одговорност, заради тоа што председателот на собранието е првиот репрезент на парламентот, највисоката државна институција која што бира влада. Но секако сакам одговори, заради тоа што преку одговорите ние им должиме на граѓаните да им дадеме одговори за сите детали. Што и да е. Јас верувам и така зборувам во парламентот, никој не е виновен додека не му се докаже вина, никој, и не треба да биде виновен, но треба да се даде фер шанса на правосудството да ги работи процесите без разлика дали тоа се работи за Зоран Заев, Трајко Велјановски или за било кој во државата. Вашиот пратеник Муамед Зекири вчера во 20 скец во телевизија во емисија рече и без имаме 61 пратеници и без ДУИ. Според вас
Дали како коментирате оваа изјава на вашиот пратеник? Имаме коалиција од 68 пратеници. Ако ги одземете 10 пратеници на ДУИ, имаме 58, значи немаме 61. Така да тоа не е баш така едноставно. Затоа сериозните политички субјекти сериозно пристапуваат на сите проблеми. Прво ги наоѓаат причините, второ ги дават одговорите пред јавноста и трето дават заклучоци кои што би значиле ако се направили некои грешки како да не се повторат тие грешки. Подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз Мухамед Зекирија сериозна функција во партијата, а секако и во државата преку пратеничкиот мандат, вредно е да се разгледат сите аргументи од господинот Зекири, но и од сите други пратеници, да ги слушнеме и нашите партнери ДУИ, за да можеме на крајот да носиме заклучоци. Благодарам на сите.